Добар ден и добродојавте во уште едно видео на Формула 1 на македонски. Овој пат со вас би сакал да поразговарам за документарниот серијал произведен од Netflix, познат како Drive to Survive или Возење за опстанок. Drive to Survive е одличен мини серијал кој се осврнува на Формула 1 сезоната во 2018, значи ланската сезона. Содржи 10 епизоди, просечна должина на епизодата е од 35 до 40 минути, така што е лесна за гледање и навистина ни нуди еден прозорец, една перспектива кон случувањата внатре во самите тимови, дуелите помеѓу тимските колеги, припремањето на самите тимови пред трка, припремањето на нивните стратегии, нивната филозофија, нивното размислување, нивниот начин на пристапување кон самите трки. Особено ми беше интересен да го следам делот на конкуренцијата помеѓу самите тимски возачи, да го видам нивниот така наречен мајндсет или состојба на умот, која е нивната филозофија на размислување, како се они спремни да направат се само да не изгубат резултат, бидејќи најдобрата корелација во Формула 1, најдобрата споредба е помеѓу двајца тимски колеги кои имаат иста машинерија, односно ист болид. Исто така многу беше интересно да се види документарецот доста обрнува внимание на борбата за четврто место во конструктори ланската сезона помеѓу тимовите на Хас и Рено. Таа борба на два различни концепти. Едниот е голем производител, конструктор во Формула 1, тоа е Рено, другиот е Хас, нов модел на управување со Формула 1 тим, кој де факто е Б тим на Ферари, така што е интересен склоп на два различни концепти, на две различни конструкции и финансиска мок, ако сакате, а се надпреваруваат за истото место во конструкторите. Исто така многу интересен дел и огромен дел од самиот документарец е посветен на дуелот помеѓу Даниел Рикјардо во Red Bull минатата сезона и Макс Верстапен, за кој ќе се докаже дека ќе биде првенец. Се сеќавате, имаа неколку спектакуларни судари во текот на минатата сезона, самијата борба внатре во тимот кој ќе превладее, како сето тоа Кристијан Хорнер како шеф на Red Bull го доживеа, како го менаџираше, така што овој документарец на вистина ни овозможува да погледнеме една друга страна од случувањата во Формула 1 тимовите, да ја видиме нивната човечка страна, да видиме дека покрај се сепак и они се луѓе и они имаат секојдневни проблеми како и сите нас, така што најсрдечно ви го препорачувам овој серијал на Netflix да го погледнете. Еве вака во викенди кога немаме Формула 1, тоа е една одлична доза за надополнување на она што ни недостасува, тоа се трките. Така што од моја страна најсрдечна препорака за овој серијал, мала напомена само би кажал дека сепак ова е американска продукција и бидете спремни на мала драматизација, затоа што некои моменти се предраматизирани, меѓутоа сепак ова оди на телевизија, па мора да има малку и шоу. Но ќе видите и самите оние кои ја следат Формула 1 одблиску ќе ги препознаат тие моменти кои се премногу издраматизирани, меѓутоа ако го тргнеме таа мала забелешка настрана, серијалот е одличен, 10 епизоди, погледнете го и верувајте нема да зажалите. Доколку ви се допаѓа содржината на Формула 1 на македонски, ве молам за лайк, шер и субскрайб. Тоа навистина му помага на каналот и се гледаме следната недела за илјадитата трка во Формула 1 за големата награда на Кина. Поздрав!